Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес, на време кое што е предвидено за обработка на тема во студиото, ќе останете до крај со нас и ќе го проследите она што имаме да ви го пренесеме како информација. Одлучивме денес да поразговараме за една тема за која што досега не сум ја обработила во Ваш термин, иако можеби не ова време, можеби како да кажам специфично за овој проблем, меѓутоа сепак решивме да доставиме повеќе информации кога станува збор. Еве ќе најавам за хроничната обструктивна белодробна болест или позната како ХОБ. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по медицина на трудот и веќе е при крај со субспецијализацијата на пулмологија. И се надевам дека сето она што ќе го кажеме ќе биде од ваша корист и ако не ви се пронајдете во некој од симптомите за кои што ќе говориме, да се обидете или навреме да побарате помош и поддршка од пулмолог за да го решите овој проблем. Доктор Злата, ви благодарам што повторно сте во Ваш термин, како што последен пат се договоривме, ќе говориме за друга тема и решивме да говориме за друга тема, конечно, да не говориме за ковид. Ви благодарам на поканата, секогаш со задоволство. Малку е непријатно сепак ќе зборуваме за една сериозна болест. Така да. Меѓутоа нека биде тоа во насока на тоа како да се подобри здравјето на сите оние кои што имаат проблеми со истата. Да. Токму поради тоа, бидејќи никогаш не сум говорела за оваа тема во Ваш термин, уште повеќе што беше една од хроничните проблеми кај оние кои што заболуваат од ковид, пак кои што може да добијат компликации од болеста. Добро би било нели да објасниме, па ако некој нели се пронајде во ова што ќе говориме, навреме да побара помош. Па ајде вака на почеток да ни кажете што представува хроничната обструктивна белодробна болест. По дефиниција, хроничната обструктивна белодробна болест представува болест која што ги засега пред се дишните патишта и терминалните делови на дишните патишта, тоа се алвеолите и васкуларниот апарат кој што се наоѓа околу алвеолите, и преку деструкција на овој дел од системот на белодробието оневозможува правилен проток на воздух до алвеолите и при тоа дисеминација, односно дифузија на гасовите на нивото на алвеоларната мембрана, што понатаму доведува до други системски нарушувања поради хипоксијата која што се јавува, зголеменото количество на јаглероден диоксид во крвта која што се акумулира, пореметување на ацидобазниот статус на крвта. Пореметувањето на ацидобазниот статус предизвикува пореметување на функцијата на останатите органи пред се мозокот, срцето, крвните садови и така натаму. Така да во основа се работи за болест која што во својот хроницитет ги зафаќа пред се белите дробови и тоа е така наречена пулмолошка фаза на болеста, меѓутоа има и екстрапулмолошка фаза на болеста, тогаш кога поради компликациите што се јавуваат како резултат на нарушувањата на ниво на белите дробови, се јавуваат пропратно останати проблеми на другите системи, како што се проблемите што спомнавме на срцето, на крвните садови, на коските, се јавува остеопороза, се јавува анемија, се јавуваат проблеми и на нервниот систем во форми на депресија, омалаксаност, губење на телесна тежина и така натаму. Обично кога станува збор за проблемите со белодробието, секогаш станува збор за некоја специфична проблематика, па ме интересира, бидејќи информирајќи се претпоставува дека обично многу често се јавува кај пушачите. Меѓутоа, кои се точните причини за појава на хронична обструктивна белодробна болест и колку има поврзаноста со, например, кога се мали дечињата, кога добиваат често нели запаление на бели дробови, бронхијални нели воспаленија, колку тоа има улога во подоцнежните години да добијат ХОБ? Два типа на фактори се оние кои што се основни за предиспозиција, предилекција на појавата на оваа болест и тоа се ендогените фактори кои што зависат од самиот организам, како што рековте, голем дел од децата кои што често пати прележуваат бронхит на мала возраст имаат оштетено белодробиве кое што е сусептибилно после тоа на секундарни инфекции или одредени оксидативни процеси кои што ќе го оштетат дополнително тоа ткиво. Или може да бидат некои вродени генетски аномалии, како што е недостаток на алфа-1 антитрипсин, тоа се протеолитички ензими кои што го одржуваат стабилен системот на алвеоларната мембрана. Од друга страна, забрзаното старење како резултат на недоволната свесност на луѓето за здрав начин на живот, лошиот начин на исхрана, лошиот начин на одржување на амбиенталниот или на еколошкиот капацитет на средината во која што сте сместени, тоа не секогаш зависи само од нас индивидуално, него и од колективот.
а во основа екзогените фактори може да се препишат пред се на пушењето и на минералните прашини, односно на прашините и на гасовите кои што контрибуираат при нивната инхалација, при нивното внесување во белите дробови за директно нарушување, односно покренување на механизмот на оштетување на белите дробови. Начинот на кој што се оштетуваат белите дробови кога во нив ќе влезат гасови или останати тврди частички како што се прашина, која што може да биде од минерална природа, од железна природа, органска прашина, значи практично има повеќе типови на прашини кои што прават оштетување, тогаш доаѓа до активирање на процеси во кои што клетките, те убици, односно CD8 плюс клетките, ги активираат макрофагите ги активираат неутрофилите, се активираат тие протеолитички ензими, кои што протеолитички ензими прават оштетување на ниво и на најситните дишни патишта на бронхиолите, меѓутоа и на ниво на алвеоларната мембрана и на крвните садови околу алвеоларната мембрана, ги задебелуваат зидовите на крвните садови, ја нарушуваат дифузијата на размена на гасови и на тој начин потикнувајќи ги сите тие антиоксидативни процеси кои што се навуваат на ниво на таа алвеоларна мембрана, доаѓа до директно оштетување на зидовите на алвеолите, правење на едни големи површини кои што се нефункционални, ние ги нарекуваме емфиземи, и до задебелување на зидот на крвните садови, меѓутоа и до вазоконстрикција и задебелување на зидот на бронхиолите. Се секретира повеќе мукус, се обструираат бронхиолите, се намалува слободниот простор низ кој што може да има слободно движење на воздухот. И таа обструкција, тоа намалување на протокот на воздух е една од основните карактеристики на хроничната обструктивна белодробна болест. Тоа значи дека се помала е количината на воздух која што поминува до алвеолите, постојат посебни параметри како тоа се мери, ќе зборуваме подоцна во текот на емисијата, меѓутоа поради намалувањето на таа количина со која што ги полните алвеолите, организмот запаѓа во хипоксија, односно има намалено количество на кислород, има зголемено количество на јаглерод диоксид кој што не може да се отстрани и веќе започнува системот на нарушување на она што е нормална дифузија на гасови. Кои се симптомите, доктор Мехмедовиќ? Во основа се 3 основни симптоми кои што ја карактеризираат оваа болест, тоа е диспнејата, односно отежнатото дишење, кашлицата и спутумот, односно продукцијата на спутум, на искашлок, која што не мора и секогаш да биде задолжителна. Во основа овие 3 симптоми не се карактеристични само за хобот. Многу е тешко да се диференцира оваа болест од една нејзина сестринска болест, астмата, која што... Да, тоа сакав и да прашам дали има поврзаност, бидејќи многу се слични, како што кажавте, симптомите со недостаток на воздух и така натаму. Диференцијална дијагноза врз основа на симптомите не можеме да направиме. Меѓутоа врз основа на исследувања дијагностички многу е лесно да се постави разлика помеѓу ХОП и помеѓу астма. Често пати овие различни се за ХОП и за астма дијагностиките? Значи, кога зборуваме за ХОП, зборуваме за иреверзибилна болест, која што во своето подобрување може да има само минимален ефект, односно минимален одраз од она што можеме да го направиме во форма на давање терапија, препорака на одредени здрави начини на живот, прекинување на експозиција на штетните нокси на кои што се изложени. Меѓутоа, она што е карактеристично за астмата е што имате дефинитивно реверзибилност на болест, односно можете да се вратите на првобитната состојба и варијабилност на симптомите, кои што некогаш може да бидат силно изразени, меѓутоа некогаш и воопшто да ги нема. И тоа варијабилно и реверзибилно однесување кај астмата ја прави значително поразлична од хобот во начинот на своето однесување. Не често пати, уствари, можеме да бидеме и сведоци на дијагностички процедури кои што не наведуваат на тоа дека кај еден пациент можете да имате и астма и ХОП. И тоа го викаме COPD астма оверлап. И кога имате два типа на две болести присутни. А се случува често да има еден пациент и два проблеми во еден? Не е незначително. Најчесто се изолирани случаи на астма и на ХОП. Меѓутоа, во одредени случаи, сега процентуално би можело да кажеме дека е 1 на 10 или можеби 1 на 20, може да бидете сведок, да сретнете случаи каде што имате астма, COPD оверлап. И тоа е состојба кај која што имате и варијабилност и реверзибилност, во одредени случаи и неадхерентност на терапијата, и таа е малку покомплицирана состојба за водење кај пациентите. Таму природата на таа болест е сосема поинаква, и претпоставам дека ќе треба некоја друга емисија да разговараме за тоа, за да се фокусираме на хобот. Меѓутоа, она што е важно кај хобот е дека оние надворешни нокси кои што го предизвикуваат пред се
тука зборувавме за пушењето. Пушењето представува само по себе внесување на одредена количина гасови и тврди честички во организмот, кои што ги предизвикуваат тие процеси на активација на CD8 плюс клетките во организмот, макрофагите и на неутрофилите, кои што понатаму прават разградување на ниво на алвеоларна мембрана, а независно од тоа што зборуваме само за пушењето, постојат значителен број на професионални агенси на кои што сте експонирани на вашето работно место. И оние работници кои што работат во градежната индустрија, кои што работат во индустријата за изградба на патишта, копање на тунели, во рудници, во индустријата за храна, во индустријата за бои и лакови, во индустријата за нафтени деривати, се особено изложени на тие штетни честички и можат да бидат тие честички причина за појава на болест која што понатаму во животот ќе се развие во ХОП. Во нашиот систем ХОП како болест, како професионална болест, се забележува, односно во листата на професионални болести, е влезена како хроничен бронхит и емфизем кај рударите кои што работат во ископи на јаглен. И тоа е единствената професионална болест која што можете да ја докажете професионалната поврзана со болеста, под услов вработениот кај кој што ја докажувате професионалната болест, никогаш да не бил пушач. Затоа што тогаш имате контрибутивен фактор. Најчесто пушењето и експозицијата на тие професионални штетни агенси повеќе кратно ја мултиплицираат можноста од појавата на ХОП кај тие луѓе. Во останатите случаи каде што имаме пушење и изложеност на професионални агенси кои што може да предизвикаат ХОП, зборуваме за болести поврзани со работата, односно за бронхит кој што е иритирачки, а е поврзан хроничен бронхит кој што е иритирачки, кој што е поврзан со работата, и не зборуваме за професионална болест. Тоа си има различна, во легислативата тоа си има секогаш различен импакт и тоа е нешто сосема друго кое што сметам дека во моментот не е важно за нашите гледачи. Така. И сега ги споменавте оние специфични симптоми, нели кажавте недостаток на воздух, кашлица. Таа кашлица претпоставам треба да биде континуирана секојдневна подлог период? Не. Надразнителна? Не. Значи, пациентите кои што боледуваат од ХОП мора да побараат стручна медицинска помош, да бидат пред се водени во текот на болеста, се прави проценка за тоа дали постои ХОП, потоа се прави дијагностика, се утврдува дека постои ХОП, се одредува степенот на оштетување на белите дробови, односно дали имаме лесна, средно тешка, тешка или многу тешка форма на болестот. Тоа е според оној голд стандард како што се одредува тежината на болеста. Откако ќе се одреди тоа, се дава соодветна терапија, се препорачуваат одредени работи во насока на превенција, на прогресирање на болеста. Тоа значи дека ќе се препорача да се прекине со изложеност на оние штетни агенси кои што веројатно предизвика, доколку сте пушач да престанете да пушите, доколку сте на работа изложени на минерална прашина, на органска прашина, на метална прашина, на било што може да ви предизвика оштетување и да го продолжи оштетувањето на белите дробови, треба да најдете, односно да бидете рехабилитирани, да бидете поставени на друго место, каде што нема да бидете изложени на истото. Откако ќе се направи цел тој процес, следи процес на следење на пациентот, за тоа како он се придржува до терапијата, ние го викаме тоа адхеренција кон терапијата, како се придржува до терапијата која што сте му дале, како ги користи лековите кои што сте му ги дале, затоа што постојат повеќе типови на леки, на лекови кои што може да се користат во конкретната болест, и доколку имате добар ефект, симптомите се практично минимизирани. А ако имате лоша контрола на болеста, тогаш можете да имате и продолжена кашлица која што ќе трае и со недели и со месеци, можете да имате диспнеја, можете да имате изразен замор, понекогаш оние кои што имаат малку потешка форма на болеста, тешко им е дури и да ги облечат своите алишта во текот на денот или да ги направат основните физички работи дома, физиолошки работи дома кои што им се неопходни за во текот на денот да си направат ручек, да се прехранат, да го ишчистат домот. Едноставни работи кои што се навистина тешки да ги направите поради тоа што имате напредната форма на болест. Така да следењето и на начинот на кој што ги контролирате симптомите и намалувањето на ризикот од прогресија на болеста се двете основни работи кои што се препорачливи за сите оние што
за сите медицински лица, за сите доктори кои што се занимаваат со оваа проблематика. Така. Не споминавме диагностиката. Споминавте дека треба нешто нели да се направи за да се види нели дали има капацитет белодробието и така натаму. Што всушност како диагностика се применува за точно да се утврди дека станува збор за хронична обструктивна белодробна болест? Според ГОЛТ иницијативата Златен стандард за диагностика на хобот и нејзина диференцијална диагностика во однос на астмата е спирометријата. Така. Значи, доколку направите спирометрија, постојат одредени параметри кои што треба да ги следите, а тоа се форсираниот експираторен волумен во првата секунда и тифно индексот кој што представува сооднос помеѓу тој форсиран експираторен волумен во првата секунда и форсираниот витален капацитет на белите дробови. Кога ќе ги споредите параметрите кои што ќе ги добиете во спирометријата, едно е основно дека тифно индексот мора да ви биде помало од 70, а во другиот случај форсираниот експираторен капацитет може да биде варијабилен. Доколку е над 80%, имате лесна форма на болест. Доколку е помеѓу 80% и 50%, тогаш имате средно тешка форма на болест. Доколку FF1 е помеѓу 30 и 50, имате тешка форма на болеста и секогаш кога FF1 е помало 30%, имате многу тешка форма на болеста и тогаш најчесто е пропратена со хронична респираторна инсуфициенција, кога се нарушени преносувањето, дифузијата на гасовите на ниво на алвеоларна мембрана. Вториот начин за да докажете дека постои да го докажете степенот на оштетувањето на белите дробови е користењето на гасните анализатори. Добро. Кога ги мерите парцијалниот притисок на јаглеродниот диоксид во крвта, на кислородот во крвта, pH на крвта, нивото на бикарбонатите во крвта, со што го одредувате ацидобазниот статус на организмот. Гледате токму оние вредности на кислород, на јаглероден диоксид кои што ви се потребни за да знаете дали се наоѓа во компензирана или декомпензирана состојба организмот, кога е со диагноза ХОБ. Останатите процедури кои што може да се користат во диагностика, а се помалку корисни, меѓутоа и во одредени случаи мора да се применуваат. Рентгенграфијата е исто така важен показател. За како златен стандард се смета компјутерската томографија, да знаеме точно за каде е оштетувањето и колкави се емфизематозните промени на белите дробови. Бодиплетизмографијата е важна медицинска процедура, дифузијата на гасовите. Така да постојат многу алатки со кои што можеме да се служиме за да точно ја определиме фазата во која што се наоѓа болеста. Меѓутоа, основниот начин на следење е спирометријата и гасниот анализатор, односно користењето на гасните анализи, тие биохемиски параметри со цел да можеме точно да ја водиме болест и да знаеме точно која терапија ни е неопходна. Така. И сега од кога нели ќе се утврди дека постои ваков проблем, кажавте дека се дава одредена терапија. Дали таа одредена терапија се практикува континуирано или како оди по тоа третманот? Обично терапијата која што ќе се дава за ХОБ се менува. И се менува во зависност од тоа дали прогредира болест или дали има ремисија. Така. Понекогаш ќе треба да ја зголемите терапијата, понекогаш дури ќе треба и да ја намалите терапијата. Значи тоа не е фиксна терапија, не е нешто што ќе ви биде дадено и ќе го користите до крајот на животот. Тоа обично постои заблуда кај граѓаните дека меѓутоа не може да се излекува практично. Да, ХОБот е иреверзибилно оштетување, практично неговата насока на движење е само во прогресија, не можете да имате регресија. Можете да имате благо подобрување на симптомите, ама тоа е како резултат на користењето на терапијата, меѓутоа промените кои што настануваат се како резултат на активирање на оние протеолитички ензими кои што ги спомнавме, и тоа се дефинитивни промени. Меѓутоа користењето на лекови како што се бронходилататорите, за кои што претпоставувам дека подоцна ќе зборуваме, или лековите како што се теофилинот или лековите кои што се во насока на подобрување на вентилацијата, дали се кратко делувачки бета агонисти или се антагонисти на мускаринските рецептори. Сите одат во насока на тоа да го подобрат протокот во белите дробови, односно да ги прошират бронхиолите, дишните патишти, на тој начин да добиеме поголема количина на кислород до белите дробови и да се излече поголема количина на јаглероден диоксид од крвта која што веќе се враќа како продукт на метаболизмот на организмот. Во случај кога не можеме да одредени работи ги превенира, односно да ги унапредиме со таква терапија, односно со инхалаторна или со перостерапија, со таблети или со пумпици, народно кажано, ни преостануваат и останати методи. Тоа е нешто слично се извинувам како кај астмата?
Да, апсолутно. Практично лековите кои што се користат кај хоп и кај астмата се речиси идентични, само во зависност од тоа како се користат, дали се работи за инхалаторни кортикостероиди, за оние бета агонисти кои што ги зборувавме, или за мускаринските антагонисти на мускаринските рецептори. Сето тоа е во склоп на една симптоматологија која што возможува дезобструкција на дишните патишта, односно да се направи поголем проток на дишните патишта. Инхалаторните кортикостероиди ќе го намалат инфламаторниот процес, она што е секреција за дебелување како резултат и на хипертрофија на пехарестите клетки внатре во епителот на дишните патишта ќе биде намалена. Доколку користите бета агонисти, тогаш ќе имате релаксација на мускулатурата кои што го намалуваат ефектот на бронхоспазам на тие дишни патишта. Мускаринските рецептори исто така ја овозможуваат дилатацијата на дишните патишта, така да тоа ќе иде во насока на подобрување на клиничката слика. И во одредени моменти рековме дека не само да се додаде, туку може да се одземе терапија, доколку видите дека вашиот пациент е стабилен и дека нема потреба од дополнителна терапија. Оваа терапија не е бенигна во нејзината употреба. Не можете да употребувате колку сакате, како сакате и каде сакате. Мора да внимавате на количината, морате да внимавате на несаканите дејства од таа терапија. Посебно бидејќи спомнавте кортико. Кортикотерапијата може да предизвика одредени проблеми во насока на секундарни инфекции кои што ќе се јавуваат, и тоа се екзацербации најчесто од болеста. Меѓутоа бета агонистите на пример може да предизвикат многу посериозни и подолготрајни ефекти во форма на палпитации, тахикардии, срцебиење, дополнително ослабување на срцевиот мускул. Обично се јавува десно срцева слабост поради тоа што е зголемен притисокот во пулмоналната артерија и страдањето на срцевиот мускул, и при тоа оптеретувањето дополнително со бета агонисти кои што делуваат на него позитивно, инотропно, ќе имате дефинитивно проблеми кои што морате да ги контролирате. Не можете да даете неограничено. Треба да се внимава на терапијата, да некојаш треба да се намали дозата на терапијата, некојаш треба да се смени тој агонист кој што предизвикува такви проблеми со останатите, со мускаринските антагонисти. И затоа треба постојано следење на пациентот во насока на тоа да го најдете правиот начин како го лекувате, го водите, но при тоа водејќи се секогаш од принципот дека треба да ги минимизирате симптомите кои што ги има и да го унапредите општиот здравствен статус на пациентот. Реков, тие пациенти често пати поради болести како секундарни компликации имаат губење на телесна тежина. Некои од нив се дури и кахектични, толку се ослабени, имаат малнутриција, така да практично начинот на исхрана кај нив ќе биде во насока на тоа да го подобрите квалитетот на нивното здравје. Иако зависи пред се од оштетување на белите дробови, онаа состојба во која што се наоѓа организмот. Меѓутоа кахексијата е секундарна кај нив, предизвикана поради тоа што не можат доволно да се движат, се заморуваат, губат дел од мускулната маса, коските им стануваат остеопоротични, анемични се, и сето тоа дополнително го комплицира процесот на индивидуален ангажман. Вие можете све помалку да работите, све помалку да бидете активни, тоа дополнително ја влошува вашата состојба, и доколку коригирате нешто и во делот на тој аспект, да го поправите општиот аспект на организмот, не само пулмолошкиот, тоа ќе добиете многу поквалитетен исход од прилекувањето на хоп како болест. Говорејќи вака навистина комплицирана, како да кажам, уште пред да го започнеме разговорот, кажавте ќе говориме за сериозна болест. Сериозна болест. Во насока на тоа колку е сериозна болеста, 2012 година се сеќавам имаше глобалната иницијатива, едно предвидување дека оваа болест до 2025 година, ако не грешам, или до 2030 година, дека ќе биде пето заболување кое што ќе биде пето заболување во светот кое што ќе биде причина за смртност на населението. Сега сме 2021 година, оваа заболување е трето по причина за смртност на ниво на глобалната популација. Така да 2025 сигурно ќе стане. Се надевам дека трендот ќе застане и дека ќе имаме можност да го симнеме подоле од таа скала на градирање на болести. Меѓутоа, со оглед на тоа како се движи светот во насока на екологијата, заштитата на животната средина, па дури оние напори за искоренувањето на пушењето како навика во насока на напредување на јавното здравје, сметам дека ќе биде многу тешко да ги постигнеме тие резултати, така да поверојатно е дека ќе се реализира вашето сценарио, дека ќе бидеме бидејќи обично секогаш е така за се, впрочем некако
секогаш се поместуваат границите и за возраста и за кога станува збор нели за бројот на застапеност на сите проблеми, па и на ова ме интересира како стојат состојбите кај нас, дали имате сознанија. Знам често пати знаат нели оние акции да ги прават кога е поврзано со светскиот ден на пушењето или пак нешто поврзано со ХОП, кога се одбележува, излегуваат нели на терен, докторите пак бесплатно прават спирометрија и така натаму некои испитувања. Каква е кај нас состојбата и има ли улога возраста, дали се јавува во подоцнежните години или има ли некое правило воопшто? Во периодот пред да започнам со субспециализацијата на пулмологија, редовно ги следев извештаите на Институтот за јавно здравје и она што беше секој пат нотирано е дека Македонија е помеѓу оние земји во кои што бројот на пушачи пер капита е еден од највисоките во Европа. И тоа беше навистина загрижувачки факт. Сметам дека кампањите кои што се во насока на подигување на свеста за штетноста на пушењето треба да бидат многу посилно изразени. Токму од аспект на овие проблеми за кои што денес разговараме. Значи, ако во јавноста не била подигната свесноста за болеста која што е трета во свет, причина за смртност од сите останати болести, тогаш можеме да замислиме што е со останатите. И ако имаме ситуација во која што континуирано ќе продолжиме да не работиме на полето на подигнување на свеста од пушењето, и да не забораваме, не е само пушењето, туку аерозагадувањето има значителен контрибуирачки фактор во прогредирањето на болеста и појавата на болеста, така да имаме многу полиња на кои што треба да работиме. Мислам дека по однос на оние последни извештаи кои што ги читав од пред 3-4 години, бевме повторно некако во врвот на Европа. Порано имаше еден здравствен индекс кој што го правеа ЕХЦ, тоа беше една шведска невладина организација, после беше контрактирана од Светска здравствена организација и од Европската комисија и правеа рангирање врз основа на тоа колку се ефикасни државите во насока на контролирање на болести, вклучувајќи и кардиоваскуларните болести, мозочните удари, карциномите. 2015 година го внесува и ХОП како болест која што се следи во индексот на показатели. И Македонија имаше, мислам, помеѓу 5-те најлоши земји показатели по однос на тоа како се превенира и понатаму контролира ХОП како болест. А во однос на возраста, обично кога се јавува? Има некое правило или зависно со тоа факторите на ризик? Значи, ХОП е болест која што се јавува во подоцнежните години. Треба да имате континуирана експозиција на тие штетни нокси, дали сте пушач или на аерозагадувањето или на загадувањето како резултат на индустријата или од вашето професионално место, за да направите доволно штетување на белите дробови. Не е тоа детска болест, за разлика од астмата која што може да се јави во поранешната возраст, особено тука зборуваме за алергиската астма која што е многу карактеристична за децата. Меѓутоа, во однос на неа зборуваме за болест која што е болест на луѓето во возрастни години, кај кои што... Кога велите возрастни години, над 50, над 60, како можеме да го кажеме тоа? Пушачкиот стаж е многу важен во процесот на развивање на болеста. Доколку вие имате пушач кој што пуши 5 цигари на ден, верувајте дека кај него можноста, ако се фокусираме само на пушењето како можност за создавање на ХОП, во пушачки години, пошто пушачките години се сметат на малку поинаков начин. И некогаш може човек да има 120 пушачки години, а реално да има 30 години. И тоа зависи од... Како се мерат, што би значило? Тоа значи колку цигари дневно пушите. Консумираме, така? Да, помножено по бројот на вашите години, така ќе ги добиете годините на пушење. Меѓутоа, повторно, врз основа на тоа колкава е количината на штетниот агенс на кој што сте изложени. Ние сме виделе пациенти со хроничен бронхит на 35 години, на 40 години, кои што имаат веќе сериозни нарушувања, не збориме за лесна форма на болест, туку веќе за сериозни нарушувања. Меѓутоа има и луѓе кои што болест ја добиваат на 60-65 години. Така да нема стриктна граница. Меѓутоа, многу е мала веројатноста да ја добиете во време на
оваа граница која што ја спомнавме 35 или 30 години порано. Доктор Злата, секогаш кога говориме за овие проблеми, кога станува збор нели за белодробието, ме интересира чисто вака додека разговараме, ми текнува да ви го поставам како прашање, дали овие луѓе кои што како да кажам се склони да добијат ХОП нели еве подоцна во годините, многу и често претходно заболуваат на дишните патишта, дали имаат често проблеми со дишните патишта, значи чести обструкции да прават на белодробието, бронхитис и така натаму. Има ли тоа улога колку белодробието често ќе добива инфекции, без разлика, еве, не говориме за години, нели? Еве, често да прележува вируси, бактериски инфекции, пак може тоа да доведе понатаму до ХОП. Секоја инфекција може да предизвика оштетување на белите дробови. И тогаш имате орган, белите дробови се орган, кои што имаат предиспозиција полесно да влезат во фаза на компликација од ХОП или од астма или од било кое друго заболување кое што е хронично. Значи не е добро често да има воспаление на белодробието, тоа сакам да прашам. Тоа можете да го превенирате и можете да го контролирате. Меѓутоа не можете да го избегнете. Колку и да го превенирате во одредени случаи, ја мислам дека и практично нема човек кој што не прележал бронхит во најмала рака. Меѓутоа, сакав да кажам да не биде толку често, бидејќи се случува луѓе, можеби 2 пати во годината, ги фаќа некоја вироза, па ќе добијат некој воспаление или бактериска инфекција. Во таа смисла сакав да ве прашам колку оние кои што често добиваат вакви воспаленија и инфекции, се, како да кажам, може да биде тоа причина за понатаму да добијат ХОП. Сега ми текна, ајде да ви дам еден поинаков пример. Ајде се вратиме на ковидот. Само за овој пат. Значи, ковидот никој не го прележал претходно. Секој го прележал еднаш, во сериозна форма на болеста, некои имале и реинфекција, меѓутоа тоа се помал број, значително помал број на случаи. Меѓутоа, оние кои што сериозно биле засегнати, кои што имале тешка клиничка форма, ако сте ви имале можност да видите како изгледат белите дробови на болен од ковид, ќе видите дека тоа се практично бели. Така, да, знам дека не постои ништо како здраво ткиво. Би требало да биде темно. Тачно. Црните бели дробови на рентген снимка или на компјутерска томографија ви означува дека тоа нешто е полно со воздух. Таму каде што имате бело, таму немате воздух, таму не може да ви помине воздух. Основната функција на белите дробови е да прават размена на воздух. И сега доколку го споредите тоа, искуство. Таа болест, која што е еднаш во животот. Која што е еднаш во животот. Не сте требале 20 пати да ја прележите за да имате акумулирано ефект. Значи, само еднаш. Има луѓе кои што се уште имаат проблеми со дифузија на газови, кои што имаат проблеми со диспнеа, имаат проблеми со дишење, се уште имаат кашлица, се уште имаат болки во градите како резултат на прележување на таква тешка болест. И доколку на нив направиме испитување, компјутерска томографија или рентген, се уште ќе видиме дека тој тип на оштетување кај белите дробови е актуелен и дека се уште не се целосно заздрави. Значи, во секој случај последиците се многу големи од ковидот во однос на белите дробови. Оштетувањето на белодробното ткиво во одредени случаи, па дури и во ковидот ќе видиме тоа што значи се уште престојат години на испитување и на следење на последиците од ковидот. Може да бидат долготрајни, некогаш може да бидат и доживотни. Меѓутоа, дали ќе бидат, ќе видиме, али оштетеноста на ткивото како фактор кој што е предиспозиција за акумулација на други болести е се уште актуелен. Замислете сега такви оштетени бели дробови во средина како што е нашата, каде што имате зголемено аерозагадување. Ја не сум пушач, меѓутоа аерозагадувањето е дефинитивно проблем за мене и може да ми предизвика дополнителни проблеми заради тоа што внесувањето на тие тврди честички од аерозагадувањето на сулфурните честички, на изоцијанидите. Ова е многу интересна работа. Изоцијанидите, например, независно од тоа дали сте пушач или не сте пушач, во сите оние рандомизирани студии што се правени, имаат ист ефект во правењето, во создавањето, креирањето на болеста, на ХОП кај организмот. Значи, доколку имате пушачи, доколку имате непушачи, 20 се изложени на изоцијаниди и 20 имаат иста можност да добијат ХОП. Значи, нема правило. Апсолутно не. Така. Сега, кажавме дека не може да се излекува, може да се како да кажам, да се облажат симптомите кои што се појавуваат. Тоа практично би значило доживотно да, како што и нели се води како хронична болест, да се има нели еден доктор кој што ќе ви ја следи болеста и кој што ќе
знае во кој момент како да ги дозира нели тие терапии за да не мора да биде еден доктор, значи во основа системот на мој термин би го Што следува после? Како се кажавте дека е многу тежок животот, дека се нарушуваат многу работи, крвната слика, телесната тежина, коските, значи навистина едно комплексно, како да кажам, нарушување на животот во секојдневието. Работата на докторот е да го унапреди квалитетот на животот кој што го имате додека живеете со болест. Тоа е само практично со терапијата се прави, што друго освен тоа може да се направи. Токму тоа мислам дека претходно почна во таа насока, па од дигресијата веќе отидовме од друга, не го споменавме. Постојат и други третмани, значи операцијата е еден од можностите за лекување. Затоа што рековме дека во одредени случаи се јавуваат емфиземи, тие емфиземи се како меури внатре во белите дроби и прават компресија на околното ткиво. Булектомијата, односно отстранувањето на тие були, на тие меури од емфиземот, може во одредени случаи да направи декомпресија на околното ткиво и да го зголеми на тој начин во одредена мерка капацитетот на белите дроби за подобра дифузија, односно за подобар пренос на гасови. Од друга страна имате намалување на волуменот на белите дробови, односно ресекционно намалување на волуменот на белите дробови, исто хируршка процедура, која што може во одредени случаи, меѓутоа нека екстремно тешките случаи, каде што имате изразено ниски вредности на форсираниот експираторен волумен во првата секунда, кај оние кои што имат повисоки вредности, таа ресекција на белодробниот волумен може да доведе до подобрување на функцијата. И на крајот на кришата постои трансплантација на бели дробови, исклучително скапа, исклучително тешка хируршка метода, која што чини неколку милиони долари. На светско ниво тоа го прават само одредени центри, навистина е тешко да се добие и донор, да се добие и соодветен реципиенс на тој орган. Меѓутоа, тоа е опција која што е најтешко изводлива и која што и онака многу ретко се изведува, па дури и во светот, а не кај нас мислам дека и воопшто не е направено. Навистина комплексно заболување, комплексен проблем. Само ќе прашам, пак ќе го споменам ковидот, бидејќи нели и вие кажавте неизбежно е колку овие пациенти бидејќи бевте вклучени во работата, нели како поминаа овие пациенти кои што има ваков проблем, навистина ли се, како да кажам, бидејќи се потенцираше дека нели хронично болните со ХОП, нели со сите оние хронични заболувања, диабетис и така натаму, се ставаа во ризичната група на граѓани, пак навистина колку тоа беше дополнително причина за да се добијат такви компликации како што и вие ги кажавте да практично да го нема белодробијата. Замислете кога ќе имате бели дроби. Кога беше поврзаноста? Имаше ли такви случаи? Не, практично проблемот е во тоа кога ќе имате човек кој што има актуелна болест ХОП и ќе биде инфициран со ковид. Значи веќе имате намалена функција на белите дробови, намалена дифузија на гасови и сега ако на тоа се накалеми ХОП кој што дополнително ќе го намали функционалниот капацитет на белите дробови, затоа и тие пациенти беа екстремно ризични и многу тешки за менаџирање во ковид центрите. Од она што беа препораките на Голд иницијативата, една од основните работи беше дека треба да се внимава со бета-агонистите кои што имаат краткотрајно дејство, како што е вентолинот, а останатите лекови кои што беа на листата за третман на ХОП, како што се долготрајните бета-агонисти, краткотрајните, долготрајните мускарински антагонисти, беа ставени на листата на лекови кои што мора и треба да се употребуваат континуирано. Значи не постоеше некоја значително промена во терапијата, меѓутоа од аспект на тоа дека губите дополнително дел од функционалното белодробно ткиво како резултат на инфекција со COVID-19, кога ќе имате нели зафатено со тоа атенуирано млечно стакло на белите дробови, тоа беше дополнителен предизвик како да изменаџирате, односно да ја сочувате преостанатата функционална единица од белите дробови која што ви е на располагање и колку помалку да биде засегната со ковид, односно со она млечно стакло, инфламација како резултат на вирусна инфекција. Вирусна интерстицијална пневмонија. Така. Сега цело време говориме што би било, нели кога би било, меѓутоа тука сме некаде при крајот, па би сакала да ни кажете како да се превенираме, како луѓето да се превенираат да не добијат ХОП.
што треба да ајде загадувањето колку што можеме, нели, ќе се обидеме да го избегнеме, можеби кога е загадено многу па да не излегуваме надвор и така натаму. Оние кои што пушат, претпоставам дека ќе им препорачате да престанат. Што друго практично би значило да се превенира? Убави се искуствата кои што ги имавме во последниве година дена и кои што ни даваат многу податоци по насока на тоа како маските, посебно оние N95 и N100 кои што беа задолжителни за користење па дури и на отворено. Одеа во насока на тоа да ги намалат екзацербациите, односно компликациите кај оние пациенти кои што имаат ХОП. Значи присуството, еве во случај да се договориме со пациентот дека нема повеќе да пуши. Останува вториот проблем на аерозагадувањето, односно како да го избегне тоа аерозагадувањето. Тие N95 маски и N100 маски кои што се користеа, на отворено значи дека 95% од сите оние штетни партикули кои што се во форма на честички, прашина во воздухот, нема да ги внесете. Исто така, загасовите е малку потешко да го направите, меѓутоа за оние кои што имаат одредена структура, одредена димензија, многу полесно да ги изфилтрирате ние N95 маските, а ни N100 маските, практично филтрацијата ви бие 100%. Така да носењето на тие маски на отворено имаше еден друг бенефит, а тоа е во насока на намалувањето на екзацербациите на ХОП. Заштитата од загадувањето, така. Практично се извинувам што ќе ја прекинам, уште пред да се појави ковидот, обично, нели, кога имавме многу загаденост во нашиот главен град, нели, колку и да не сакаме, Скопје се наоѓа во котлина и тешко, нели, се некако тие ветрови да го растираат загадениот воздух. Имаше многу луѓе кои што се носеа маски. Меѓутоа носеа хируршки маски, сега со дефинитивно разјаснување на дилемата која е разликата помеѓу хируршките маски, помеѓу KN95 маските и помеѓу респираторите. Можеме точно да знаеме кои се оние кои што се во насока на функционална заштита од високото загадување. Така, значи според вас би требало ние еве и да нема ковид практично, во оние денови кога ќе знаеме дека е многу загадено во нашиот главен град, надвор кога ќе излеземе се носиме маски би било добро бидејќи би не заштитило од загаденост. Ја мислам дека ние веќе ја имаме навиката. Ја и денеска кога еве сега во овие денови е укината забраната, дека морате да бидете на отворено со маска, така да задолжителното носење на маска на отворено повеќе не е нешто што морате да го правите. Дури веќе ни стана и чудно дека не треба да носите. Меѓутоа сега уште гледам луѓе кои што носат маски. Така да свесноста за заштита на сопственото здравје, а можеби и свесноста за заштита на здравјето на останатите, е нешто што навистина не промени во текот на оваа пандемија и можеби еве и од аспект не само на ковид, туку и од тие бенефиции кои што можете да ги добиете како резултат на носење на маската во време на зголемена загаденост и доколку имате предиспозиции, доколку сте повозрасен, доколку имате една структура на организмот каде што имате веќе појавено остеопороза, проблеми со срцето, посебно десно срцева слабост, анемија, ако имате малнутриција, односно лошо искористување на хранливите состојки кои што ги внесувате во организмот, вие сте апсолутно идеалниот примерок кој што би требало да ги практикува токму овие превентивни навики. Превентивните навики не се само во насока на ерадицирање или на регулирање на епидемиолошката состојба во однос на една болест како што беше ковидот. Еве, можеме да видиме како тие превентивни мерки може да бидат ефикасни во друга болест или ако сакате во насока на тоа колку имавме случаи со инфлуенца, односно со грипова година, која што беше драстично намалена, можеби за 90% во однос на она што го гледавме изминатите години. Така да превентивните мерки не се толку лоши, можеби се малку тешки за почитување, меѓутоа кога ќе ги согледате долготрајните ефекти и бенефитите што ги имате од применување на истите, тогаш можеби треба сите добро да се замислиме за тоа колку е добро да ги применуваме како такви. Така. Злате, тука некаде би завршиле. Ова што го ветивме, го исполнивме. Кога се договаравме да реализираме емисијата, кажавте дека ги следите работите околу пандемијата. Можев сега да забележам, пред да влезам во студио, дека исто Словенија прогласува крај на... По втор пат, да.
епидемијата. Ги следиме работите, вие сте исто вклучени во следењето и со индискиот сој, па ако има потреба, еве повторно ќе закажеме ново интервју, да ако треба нешто ново да информираме до граѓаните во однос на пандемијава со COVID-19. Искрено се надевам дека нема да има потреба да отвараме теми за да се надеваме дека стварно веќе нема да има потреба, меѓутоа од аспект на тоа како стручната јавност гледа на проблемот, повторно ќе потсетам на она позната реченица која што СЗО ја кажа и паролата под која што се води целата оваа пандемија, дека нема да биде никој безбеден додека сите не се безбедни. А тоа значи пред нели да се вакцинираме, да применуваме мерки за превенција и нормално да го избегнуваме сето она што вирусот најмногу го сака. Тоа се гужвите, блискиот контакт, нехигиената, неносењето на маски, све она што иде во полза на неговото ширење. Ви благодарам многу, посакувам успех во сето она што ќе го работите и што побрзо нели да биде субспециализацијата и да почнете да посветите внимание нели на оваа проблематика уште по-детално и по-темелно. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам на вашето внимание. Се надевам дека сето ова што го говоревме беше од ваша корист. Се разбира, имајте пријатен остаток од денот, имајте добро здравје и чувајте се, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.